Привршуваат подготовките за 52-те Рацинови средби. Активностите во рамки на манифестацијата се поместени во 3 дена. Според организаторите, Велеске живее со ликот и делото на Рацин. Годинава во програмата се вклучуваат од најмладите до највозрастните граѓани. Средбите ќе започнат на 11 јуни во 10 часот со отворање на ѕидот за Рацин, нова програмска содржина која годинава ја организиравме во соработка со општина Велес и гимназијата Кочо Рацин. Тоа ќе биде простор ликовен во кој младите ликовни уметници од Велес ќе можат да сликаат своји слики на тема животот и творештвото на Коста Солев Рацин. Истиот ден во ликовниот салон ќе биде отворена изложбата Грнчарски средби Велес 2015. Рациновите средби ќе продолжат со оддавање почит на спомениците на Рацин низ градот и откривање на споменикот Музата на Рацин во дворот на гимназијата, чиј автор е уметникот Ангел Коруновски. Пред свеченото отворање во Младинскиот парк ќе настапат учесниците на рецитаторскиот конкурс и ќе бидат доделени наградите од литературниот и рецитаторскиот конкурс. По 21:30 часот е предвидено свеченото отворање на манифестацијата на платото пред театарот, на кое што ќе бидат доделени наградите Антологија на болката, како и наградата од распишаниот конкурс, наменет за корисниците на Твитер, социјалната мрежа, насловен како "Напиши љубов во 140 карактери". По 21:45 во фоајето на театарот ќе биде отворен сајмот на книга. Промотор е локалната библиотека Гоце Делчев и директорот на таа институција Игор Крајчев. Ќе учествуваат повеќе национални издавачи. Програмата во четврток завршува со проекција на филмската поема Бели мугри. Во петок пак Рациновите средби продолжуваат со промоција на стихозбирката добитник на наградата Антологија на болката. И годинава ќе бидат засадени садници во Рациновата шума кај Костурницата. Процесијата 1000 свеќи за Рацин ќе започне од спомен куќата на Рацин и ќе продолжи на неколку локации, се до спомен Костурницата, каде ќе се одржи централниот дел од манифестацијата. Ќе започне со почесна стража на припадниците на Арама и положување цвеќе во чест на Рацин и борците од НОП на споменикот на спомен Костурницата во Велес. Веднаш потоа ќе продолжи со видео перформанс насловен како Бесмртна, кој што е авторско дело на Данчо Стевков, на кој што ќе настапи градскиот црковен хор Свети Пантелемон и солисти и првенци на балетот при МОП, а потоа публиката ќе се спушти на сцената која што ќе биде поставена на концентричните кругови од комплексот на спомен Костурницата и каде што практично поздравно обраќање ќе има и градоначалникот на Велес, господин Славчо Чадиев. Ќе бидат врачени наградите на добитниците на Рациновото и почесното Рациново признание. Музичкиот уметник од Велес Сашко Костов заедно со својот бенд ќе одржи концерт во чест на добитниците на престижните Рацинови признанија на свеченото затворање. Во сабота завршуваат 52-те Рацинови средби со посета на Лопушник, местото на Рациновата погибија.